9 часот и 33 минути, последно линковско вклучување на нашата теренска екипа од Скопје. Кристина Талеска-Големтеова, добро утро по трет пат. Пред да преминеме на темата, има ли уште северно ветренца надвор или се стабилизираа малку температурите? Веќе не ни е важен ветрот, имаме одлично друштво и супер разговор на актуелна тема за која што сметаме дека треба да говориме гласно ване. Со извонредни музичари сум во последното линковско вклучување во Македонија наутро, а и беа темата не долго по пристигнувањето на првичната вест и официјалната радост за официализирање на Националната установа оркестар за џез музика, пристигна и првите грижи за џез музичарите кои што бараат свој дом. Владата донесе одлука тие да се сместат во Македонија филхармонија. На филхармоничарите голем дел од нив, впрочем, не им се допадна оваа информација. Сега ќе дискутираме кое е можното решение. Заедно со нас се Џијан Имин, диригент и композитор. Добро утро, Џијан. Благодарам за гостувањето во утринската програма и председателот на Сдруженијето на џез музичари Гоце Стевковски. Добро утро. Добро утро. Ајде, Гоце, ќе започнеме со вас. Ќе споменеме дека изминативе неколку дена голема радост се случи за вас музичарите, официализирање на нешто што долго го чекавте и велите конечно валоризација на трудот. Секако да, многу сме среќни поради препознавањето на нашата работа и конечно биг бендот на Сдруженијето на џез музичарите добија правна рамка, односно да биде под национален оркестар или под државата, кај што со тоа се возможува нормално правење на поквалитетна програма во иднина, соработка со странски гости, музичари, диригенти, композитори и така натака. И недолго, неколку дена, откако ја добивте радосната вест, владата донесе одлука дека треба да бидете сместени во филхармонија. Се угласи синдикатот на филхармонија кој вели дека оваа одлука нема да им причинува радост ниту ним, ниту вам, бидејќи во еден простор тешко се функционира. Нашите емоции се измешани многу по овие прашања, бидејќи сакаме да си ја зачуваме радоста и среќата, бидејќи многу сме задоволни тоа што Министерството за култура и воопшто целата јавност не поддржува во сите овие напори изминативе години ние да работиме, морам да кажам, на ниво на сериозен ентузијазам. Дополнително да се искористи моментот каде што во државава имаме сериозен апарат уметнички, врз основа на кој ние можеме да воспоставиме ваков тип на ансамбл и можам слободно да кажам, да, дека навистина квалитетот на овој оркестар може да се рамни со неколку сериозни оркестри во Европа, а може би и во цел свет. Имавме прилика да работиме со еден од најпознатите, може би најдобрите џез пејачи во моментов, Курт Елин, кој што 3 пати поред изминатите години добива Греми награда, кој што беше фасциниран од нашата заедничка соработка, свиревме заедно на џез фестивал во Загреб. И сега да не должам многу, да не кажам колку сме добри и колку не бива. Сакаме да си ја зачуваме среќата и радоста на започнување на оваа супер приказна, која што ќе донесе уште многу среќа и многу супер настани. И бевме затекнати и вчудоневидени од реакцијата на голем дел од нашите пријатели, колеги и соработници од филхармонија, каде што едноставно се сведе на наративот не може, не сакаме и нема. Во неколку разговори кои што ги имавме и нели нормално неформални па и формални разговори, ние не стигнавме до точка на некој сериозен аргумент кој што ајде кажано нели во жаргон би држал вода за ние да разбереме и ја прифатиме таа одлука како окей, да, навистина нема место за работа во куќава. Може би звучи неблагодарно за мене, бидејќи јас сум се уште нели работен во филхармонија, имам безброј направено концерти заедно со оркестарот и се уште ги сметам за мои колеги и пријатели. Меѓутоа, бидејќи јас го знам, нели, ја знам целата институција, знам како функционира наставно зградата и во тие разговори што ги имавме со Министерството за култура некако стигнавме до некоја точка на разбирање дека можеби би било најлогично оркестарот за џез музика да биде сместен во филхармонија, затоа што веќе изминативе години имаме соработка со куќата, имаме направено многу концерти, проби и некако
морам да кажам дека ни е многу чудна оваа реакција на музичарите, меѓутоа Ќе бараме начин. Ќе бараме начин, говориме за да бараме начин, да, нели? ние бараме начин, нашиот начин, мислам единствениот начин на кој што ние можеме да делуваме е единствено преку музика и преку квалитетни проекти, меѓутоа исто мораме и сакаме да побараме подршка од целокупната јавност, бидејќи некако сме ставени на некаков погрешен пиедестал, дека сега не треба да бидеме среќни, дека државата го препознава нашиот квалитет и нашата работа. Затоа колкави симпатии и углед во јавноста имате, говорат им бројните коментари и на социјалните мрежи изминативе денови. Прочитав и некои од нив многу ме израдуваат. Велат, со вашата маестралност зададовте силен удар на просечноста, на некреативните поп-рок шеми, на непотизмот кој тоа како се провликува во македонската популарна музика. И сега ако го знаеме се во ова, и ако како аргумент го додадовме тоа дека стандардите за работа многу одамна ги поставивте. Кој е излезот од или можното решение на оваа ситуација? За нас во овој момент, као што може да се надоврзам на Джијан, освен тоа што останува да продолжиме со квалитетни концерти и создавање на квалитетна музика. И останатото претпоставам дека ќе се решава системски, поради тоа што нели според донесената одлука на влада сигурно си имаат должност одредените институции да најдат решение за како понатака нели ќе продолжи ова. Тоа што е би сакал исто да се спомне, решението за временно сместување до конечно оформување на институцијата, така гласеше наративот на Министерството за култура. И едноставно сметам дека малку избрзана реакција е на колегите од синдикатот на филхармонија, односно на вработените, поради тоа што се работи сепак за еден период кој што не е мал, може би ќе трае сигурно 6-7 месеци додека се постави институцијата на нозе, така. Во тој контекст мислам дека ова ќе влијае малце на тој процес, ќе се успори, тоа е моја претпоставка, дека малку ќе не успорат, инаку што е најголемата, да речем, негативна, што е негативно по нас во сето ова е, мора да спомнам дека таа генерација, секој пат го користиме ова во интервјуата за да биде јавноста запознаена, нашиот активизам, значи, започна повеќе поради тоа што има генерација која што е вратена готова, школувана на најдобрите факултети надвор во Европа и во светов, значи као Грац, Келн, па и Беркли. Едноставно Македонија никој пат досега немала таква генерација и едноставно започна целата реализација со овие концерти, со формирањето на нашиот оркестар. Покажавме дека е тоа навистина така, дека нема лага. Од сето ова мислам дека само се успорува тој процес на една убавина која што трае до сега, меѓутоа мислам дека ќе го надминеме тоа многу брзо и ќе продолжиме и понатака со правење нели на убави работи како до сега. Ќе дискутираме за тоа во студиото 3 на МТВ. Ветувам дека ќе направиме еден разговор во периодот кој што следува, но сосема накусо велите нашата уметност и сето она што го работиме, публиката го гледа, доживува и почитува. Кога сме кај убавите настани и кај фестивалите, Today is all about jazz, 30 април, каква ќе биде програмата? Не се откажувате од работата? Таман работа да се откажеме. Ние со Гоце заедно работиме заедно, па може би да не претерам повеќе од 30 години во најразлични состави и некако и двајцата сме, ајде условно кажано, некоја на фронтална линија каде што сакаме да учествуваме во некакви процеси кои што придонесуваат за општо добро. Нормално ние сме престрекни кога тоа се случува, меѓутоа не е тоа само себично како што сакаат некои колеги да влезат во таков наратив, така да и сакам уште нешто да кажам во тој контекст. Би сакал да ги замолам колегите или одреден дел од колегите од Филхармонија да не го користат нивниот личен анимозитет кон мене
како личност кој што делува и влијае во уметноста, во нели на музичката сцена, да не го користат за напад на ЗДЖМ Биг Бендот, бидејќи тоа е, мислам, како да кажам, тоа се многу други луѓе кои што се, да. Во две реченици мораме да заокружиме емисијата. Обожувам да зборувам со вас. Today is all about jazz. Today is all about jazz, ки има прекрасна програма. Програмата ќе почне во 1 часот. Преку ден ќе трае до полноќ, ќе има бендови од Европа, ќе има еден музичар Адедеджи од Нигерија, Лагос. Така да ќе биде многу шарено, ќе биде прекрасна програма и ќе биде преубав ден, како што беше и лани, така и оваа година. Оваа година многу побогата програма и многу повеќе случувања. Причина повеќе да си го резервираат од 30 април времето нашите гледачи кои го сакаат джезот. За вас благодарам многу за разговорот во утринската програма. Споменав, се гледаме ние во студио. Фала многу. Културата на живење меѓу другото и се учи, а како ќе го направиме тоа ако не им ја дадеме на дланка на нашите граѓани. Причина повеќе гласно да говориме за културата и во Македонија на утро. Ване?